Од агрохемија до екохемија, електроника, создавање нови иновативни производи се најдоа на ревијалната изложба на најдобрите македонски млади научници и иноватори што се отвори во Струмичката гимназија. Наградените ученици велат дека постои интерес за наука и за иновации. Правиме експерименти денеска од сферата на хемијата и на биологијата во соработка со нашите професори. И ќе покажеме во што сме најдобри. Експеримент беше испитување на додадени природни шеќери во вошните преработки. Така што целта на експериментот беше да се докаже колку шеќери се додадени во природните сокови кои што ги наоѓаме во маркетите и излезе дека повеќе од дозволеното им. Та тема беше 4-димензионално производство, поради тоа што вниманието на повеќе производствени капацитети е насочено кон производот, а не кон отпадот. Шишиња што се јадат се работеше за биоразградлив шишиња изработени од биоразградлив материјал. Тие се во форма на капсули, кога ќе се стават во устата со механичка обработка нели понатаму се ослободува водата. И менторите се задоволни од интересот кај учениците. Голем интерес и се работи се за иновативни проекти кои што се работат. Ова година самите дипломи покажуваат дека ги зедовме малтене сите први места. Ова е ревија на дел од елитата млади истражувачи, рече професорката Љубица Каракашова, председател на Сојузот на млади истражувачи при Народна техника. Овде кај нас се присутни еден дел од нашата елита, од нашите млади истражувачи, од научната и апликативната дејност. Тука присуствуваат со своите проекти, исто така иновативни. Ми представува посебна чест и задоволство што е да се дружам секогаш со млади луѓе кои што го даваат делото и уносат животот во самата држава. Директорката на Струмичката гимназија истакна дека е чест да бидат дел од оваа ревијална изложба. Искрени честитки до вас, млади истражувачи и иноватори. Вашата трудолюбивост, креативност и пред се љубовта кон науката ми даваат за право да верувам дека можеби овде меѓу вас се наоѓа некој нов Ајнштајн. Образованието е темел за слободата и интегритетот на граѓаните, се вели во стратегијата за образование на општина Струмица, нагласи градоначалникот Коста Јаневски кој ја отвори изложбата. Во овој контекст, општина Струмица се грижи за унапредување на развојот на знаења, вештините и интегритетот на учениците низ воспитно-образовниот процес и превзема иницијативи за поттикнување на креативноста на учениците до усовршување и развивање на способностите на учениците низ вон наставните програми. Унапредување на просторните и материјалните услови за вон наставни активности, зајакнување на капацитетите на учениците за лична одговорност и критично мислење и јакнење на свеста кај учениците за општествените вредности, норми и за општествената одговорност. Денешната изложба, организирана по повод Светскиот ден на науката, ја организира Сојузот на млади иноватори при Народна техника, поддржано од Министерството за образование и општина Струмица.